пламените јазици кои беа тука се малку помали. Значи колку што е висок тој јазик големиот, така беше сето. Тука чекав да помине за да си дојдам. Се присетува Златко Димов како било кобниот 17 јули кога огнот од пожарот на Сирково му го изгоре лицето, раката и ногата. Еден од синовите дошол дома и му кажал дека шумата на целото гори. Тргнал да им помогне на пожарникарите. Цистерната ја наполнил со вода, но не можел да ја однесе до нив. Теренот бил непристапен, но не се откажал. Јас веднаш запалив трактор, плуг закачив да го одораме, нели, како што прават сите траси, да е земно за да нема други пожари, да не се прошири пожарот. Арно, ама кога отидов горе ги носев и другите пожарникари, моторни што носеа пумпи за гаснење, ги оставив тука, јас пред нив терав со плугот со бразда, тие затепкуваа, значи полесно се гасеше огнот. Јас оддалечив нагоре околу километар, се одделив од нив за да му истерам, да му чистам терен. Кога веќе гледам зад мене пламени јазици, ветер дувна баш силен. Огнот го заробил и тогаш се здобил со изгорениците. 2 часа чекал пожарникарите да се пробијат до него. Го однеле во Кавадаричката болница, оттаму на клиниката за пластична хирургија во Скопје. Таму побарал да се потпише за да излезе и да се врати дома. Тој и сопругата се невработени. Таа ќе треба да оди да бере праски во Росоман. Тој барем да се грижи за децата. Ваков изгорен, со болки, не секае што доброволно тргнал против огнот. Јас сум кажал, значи не оставам да горе село или да горе општина. И така да ќе се борам до крај, ако и ми е случено. Тоа нема шо. Гревата бе борова шума имаме тука, изгоре сета, тоа е филтер, нели, Кавадарци како меѓу позагрозените градови од ваздухе. И додека Златко доброволно се бореше за шумата на Цирково, 10 дена за шумата на Серта се бореа и 5 доброволци од Неготино, а координацијата ја водеше жена. Мајстор за бурек, молер, електромонтер, автомеханичар. Дел се од доброволното друштво Повардарец во состав на пожарникарската бригада Неготино. Биле 30, ама кога дошло ред да се гасне, тргнале само тие. Васко со собствено возило тргнал да одговори на задачата зададена од природата. Тука сме за да му помогнеме пред се и на пожарникарите, бидејќи и тие се во многу мал број, не може да се справат и тие на секаден, така да и ние сакаме да му помогнеме на нив, како и тие на нас. Со вода на грбот и челични метли се обидувале огнот да го стават под контрола. Тука сум доброволно за да помогнеме во гаснењето на пожарите и да зачуваме природата. На терен биле и ден и ноќ. Јас кога гаснев пожари тука, не сака да му ослободат од работи, затоа ме избрка од работа, зашто сум гаснал пожари. Борче гаснал со пријателите, но паралелно доставувал вода и храна на терен. Дојдов доброволно, со сите мои реквизити што ги имам, со джип, со крос, со кола, со моторки, моторни пили за сечење, со се. Младиот ловец Марков планината ја знае како својата дланка, па ги насочуваше екипите на терен. Ние сме ловджии, мерак ние за да се спречи планината против пожари и за дивечот и да не влезе за околните села Корешница, Бистринци, Калањево, Бела Вода и да не влезе у Лубница и Конче. Сите тука што беа добро се организира, јас како познавајќи теренот ги водев кај што имаше потреба и што можеме од наша страна се помогнаме. 30 годишната Фанка, професорка по професија, со магистерска за менаџирање кризи, 10 дена го менаџираше и гаснењето на Серта. Ги комбинирала екипите на доброволци со професионалци. Сите имале доверба во неа. Организацијата и во куќата, како и тука на планина, изгледа им припаѓа на жените, заради тоа што ние сме малку посмирени. Не работи адреналинот толку многу кај нас и гледав да ја координирам работа на ниво, за да знам точно на која позиција, кои луѓе се, како, што им треба. Целата организација одеше преку мене, точно број, за да знам точно потоа и вода, и храна, да се достави до тие лица, на која позиција ми се кросовите, моторите, за да можат тие да ми се на дофат, да можат да однесат до позиција, каде што се луѓето во жариште, да се наполнат на пратњачи, да се однесе вода до таму.
Младите доброволци не сакале по војната да бидат генерали или да бараат вина во надлежните ако огнот им ја проголта планината или селата. Ја виделе опасноста и тргнале во одбрана, водени од свеста и одговорноста, без да бараат или очекуваат нешто за возврат.